Добар ден, почнуваат пладневните вести на Канал Плюс. Еве дел од содржините во него. Денес во индустријската зона во Штип се отвара нова фабрика за производство на автомобилски склопови. Инвестицијата тежи 4 милиони евра. Како да најдам работа? Отворен ден. Агенцијата за вработување утре ќе има во Штип. Сдруженијето на пензионери во Делчево избра нови членови и делегати. Подигањето на општествениот статус на пензионерите е цел на новиот состав на сдруженијето. Целосно повлекување на производите од домашниот пазар и парична казна од 5000 евра ќе добијат производителите на храна кои нема да ги почитуваат новите правила од Европската унија, кои во Македонија стапуваат на сила од јуни годинава. На производите наменети за домашниот пазар треба да бидат прецизно наведени алергените и деталниот состав на храната. Лесно воочливи, читливи и разбирливо означени прехранбени производи. Ова го предвидуваат најновите законски измени донесени согласно барањата на Европската унија. Од јуни годинава, означувањето на прехранбените производи мора јасно да информира за потеклото, отстапките во нито тежината и особено алергените и нутритивните карактеристики. Ова е законска обврска која ќе регулира пазарната конкуренција, а на потрошувачите ќе им овозможи да го направат вистинскиот избор. Целта е купувачот да не се доведе во заблуда, да знае што точно купува преку прецизни, конкретни и детални информации. Ова во пракса веќе го спроведоа извозниците од декември минатата година, а од јуни 2015 тоа станува задолжително и за операторите кои ги пласираат производите на нашиот пазар. При несоодветни означувања, односно непочитување на законската обврска, предвидени се парични казни до 5000 евра за правните лица. При контролите, отстапки нема да се прават. За полесно совладување на новите прописи, операторите со храна добиваат посебен водич специјално изготвен за оваа намена. Водичот веќе се промовира и се дистрибуира во рамките на отворените денови на агенцијата. Денес во индустријската зона Запад во Штип се отвара нова фабрика за заварени склопови за автомобилската индустрија. Фабриката Актива Automotive е дел од штипската компанија Актива, а е реализиран со поддршка на белгискиот партнер Van Hol. Во новата модерна фабрика се инвестирани околу 4 милиони евра. Централниот регистар на Македонија ја започна постапката за бришење на околу 30.000 фирми кои не поднеле годишна сметка за деловната 2013 година. Листата на овие фирми е објавена на веб страницата на Централниот регистар, но бришењето ќе заврши на крајот на годината. Собствениците или доверителите на компаниите кои не поднеле завршна сметка за 2013 година или не пријавиле електронска адреса, имаат рок до крајот на годината да пријават стечај или ликвидација. Во спротивно ќе бидат избришани, а имотот поделен на содружниците. Превозници, таксисти, градежници, колонијали, фризерници се ставени на списокот за бришење од трговскиот регистар. Прочистувањето на овој регистар почнато пред 2 години продолжува со листа на над 30.000 фирми, главно регистрирани за трговија, производство и услуги. Според податоците на Државниот завод за статистика, во Македонија има 70.659 активни деловни субјекти, дел од трговската дејност и со најмногу 10 вработени. Со оглед на тоа што затворањето на фирми во Македонија е потешко, отколку отворање, дел од собствениците на фирми, автоматското бришење ќе го почувствуваат како олеснување. Бришењето на фирмите, Централниот регистар ќе го спроведе автоматски и бесплатно. Законот за трговски друштва предвидува основачи и управители на избришена фирма да немаат право во наредните 3 години да отворат нова. Како да најдам работа? Проект на Агенцијата за вработување на Република Македонија. Утре ќе има отворен ден во Штип.
Презентацијата ќе се одржи во подрачната единица на Агенцијата за вработување со почеток во 11 часот. Во рамки на програмата на Агенцијата за вработување на Република Македонија, под мотото "Како да најдам работа", утре организира отворен ден за граѓаните на Штип. Во агендата на проектот е наведено како граѓаните да си го улеснат пристапот при барањето на работното место, односно како треба да биде напишана професионалната биографија, подготвување за интервју со работодавачот, како да напишете мотивирачко писмо и на крајот како да ја најдете посакуваната работа. Сите заинтересирани граѓани кои сакаат да бидат дел од презентирањето на програмата за полесно вработување ќе се одржи во просториите на подрачната единица на Агенцијата за вработување со почеток во 11 часот. Целта на ваквата активност е невработените лица и работодавачите полесно да се информираат за дејноста на агенцијата. По Штипските, Кочанските, Беровските и Делчевските таксисти за сертификат полага и виничките таксисти. 33 таксисти ги покажаа своите знаења од областа кои го засегаат нивниот домен на работење. По добивањето на сертификат, таксистите имаат обврска да полагаат и англиски јазик. И таксистите седнаа на испитно столче. Откако пред 2 недели ја поминаа обуката, вчера пред комисија имаа за задача да одговорат на 28 прашања од областа на сообраќајот и се она што го засега нивниот домен на работење. На испитот дојдоа сите 33 кои претходно беа уредно пријавени, а ги застапуваат собствениците на 9 лиценцирани правни субјекти за вршење автотакси превоз. Полагањето се спроведе вчера, а резултатите допрва ќе се објавуваат. По завршувањето на полагањето од страна на комисијата ќе бидат проверени тестовите и сите кандидати кои го положиле тестот ќе добијат од страна на општина Виница сертификат за автотакси возач на патници. По добивањето на сертификатот за автотакси превоз, таксистите ќе мора да започнат и со изучување на англискиот јазик, бидејќи следниот испит ќе биде полагање странски јазик и добивање соодветен документ, како законска обврска која треба се реализира во предстојниот период. 23 автотакси возачи од општина Берово ги добија сертификатите за успешно спроведената обука и испити за извршување на автотакси превоз. Сертификатите им ги врачи градоначалникот Драгина Джински. Такси возачите од општина Берово успешно го положија испитот за автотакси возачи. Во салата за состаноци вчера градоначалникот Драгина Джински ги додели сертификатите за положениот испит на 23 пријавени таксисти. Сертификатите се доделени после успешно спроведената обука на пријавените таксисти од страна на лиценцирана фирма изберена да ги врши обуките, како испитите, кои се во согласно со законските регулативи за извршување на автотакси превоз на територијата на Република Македонија. Средбата со градоначалникот автотакси превозниците од Берово ја искористија за да ја потенцираат потребата од иницијатива за решавање на паркинг простор за автотакси возилата во централното градско подрачје. Средба на која беше кажано дека општинската администрација ќе започне иницијатива за решавање на овој проблем. Во рамки на пензионерските изборни собранија, во Делчево се избрани новите членови и делегати. Во програмата на новите делегати е подигање на општествениот статус на пензионерите во Делчево. По низата перипети, Сдруженијето на пензионери од Делчево ги одржа своите редовни изборни состаноци на пензионерските ограноци. Пензионерите, како никогаш досега на транспарентен начин, ги одбраа делегатите и членовите кои што ќе влезат во пензионерското собраниско тело. Она што беше карактеристично при изборот на нови делегати во населбата Милково Брдо е тоа што пензионерскиот огранок доби 4 нови делегати. Во салата на спомендомот Асном, најголемата во општината пензионерска организација огранок од Милково Брдо одржа состанок. Избрано е ново раководство од 3 члена и се избрани 7 делегати. Делегатите се тројца заради континуитет кои биле и во претходниот мандат, а 4 се нови и се избрани за прв пат.
Освен за населбата Милково брдо, изборни пензионерски ограноци се одржаа и за населбите Ново Делчево и Трети реон. Основната задача на новите делегати и членови ќе биде подобрување на пензионерскиот статус во општеството, како и многу други активности на доброволна основа. Новите делегати имаат за задача во собранието да утврдат програма по која ќе се работи и да може да се подкрене пензионерската активност во смисла на волонтерство, доброволно ангажирање, помагање меѓу себе, просветно, здравствено издигнување, соработка со општинските институции, здравниот дом, со спортските организации заради организирање на пензионерските спортски игри, помош на социјално загрозени семејства во каже што има пензионери со ниски пензии. Инаку она што предстои како активност во Сдруженијето на пензионери е отчетната конференција и изборното собрание, активности кои се предвидени да се одржат до крајот на месец март. Штип се подготвува за славење на празникот 40 маченици. Над 100 фотографии се пристигнати за традиционалниот конкурс за фотографии преку кој се доловува животот во Штип. На 22 март ќе биде отворена изложба од најуспешните фотографии, а најдобрите 3 ќе бидат наградени. Утре истекува рокот за пријавување на фотографии за фотоконкурсот на тема "Фотографијата говори за мојот Штип 2015". Се очекува да конкурираат фотографии кои зборуваат за градот кој го сакате, настаните преку кој го препознавате животот во него, портрети ликови кои го отсликуваат секојдневието на Штип. Досега се пристигнати над 100 фотографии од 30 учесници, но истите ќе бидат прегледани од жири комисија која ќе оцени кои ги исполнуваат критериумите за влез во конкуренција. По повод празникот 40 маченици, општина Штип од најуспешните фотографии од сите категории ќе организира изложба на фотографии. За најдобрите фотографии стручно жири ќе додели по 3 награди од секоја категорија. По повод овој празник Дом на млади ќе организира настан во кој ученици од основно училиште ќе изведуваат етнотанци, а исто така и ќе рецитираат песни во чест на доаѓањето на денот на пролетта. По повод патрониот празник на Универзитетот Гоце Делчев, денес започнуваат студентските спортски игри. Во кошарка ќе се надпреваруваат 20 екипи, во одбојка и ракомет по 12 екипи и во пинг-понг има околу 30 пинг-понгари кои ќе се надпреваруваат во поединечно надпреварување. Сите надпреварувачи се студенти на Универзитетот Гоце Делчев. Спортските игри ќе ги отворат кошаркарите, а на 18 март продолжуваат одбојкарите во машка и женска конкуренција. На 19 март се надпреваруваат пинг-понгарите, а на 24 март ќе се пресметаат ракометните екипи. На 24 март ќе се одржи финалната манифестација во рамки на која ќе се одигра пријателски надпревар во одбојка меѓу Универзитетот Гоце Делчев и екипата на Универзитетот Свети Климент Охридски од Бугарија. По одигрување на пријателските надпревари ќе им бидат доделени награди на студентите во сите спортови.